Здраво, пријатели! Хајде да јаваме заедно на овој втор бран на апокалипсата. Пардон, на овој втор бран на COVID-19. Тие ветија, а јас цврсто верував дека ќе го одржат ветувањето за вториот бран. И ете, почеток на октомври, вториот бран полека, како надоаѓачка плима се крева. Лондон и Париз се на работ на прогласување на нов локдаун. А и ние со ограничувањето на работните часови на локалите и пред се, со дозирањето на децибелите, одлучно се вклучуваме во борбата против оваа модерна чума наречена COVID-19. Бидејќи бранот надоаѓа, постојат само две можности. Едната е како добар и вешт сурфер да јаваме по него, или да дозволиме да не поклопи. Затоа, пријатели, ајде да јаваме на овој втор бран. Ќе биде забавно. Во 99-та година од претходниот век, интернетот беше на своите почетоци, во една многу рудиментирана форма. Компјутерите беа гломазни Pentium Cats, евентуално двојка, со екрани кои се уште беа со катодна цевка. Врската беше dial-up и речиси сите одевме во интернет кафе, за да можеме да сурфаме низ неколкуте популарни веб страни од тоа време. Да напишеме некој имејл и пред се да уживаме во чувството што наликуваше на зајачката дупка во која се најде Алиса. Во таа година Google беше мала и непозната компанија која едва и постоеше една година. Главната звезда на тој период беше несомнено Yahoo. А опцијата отвори нов таб се уште не беше измислена. Facebook, YouTube, Instagram и Skype беа нештата од иднината. Мобилните телефони беа привилегија на имотните луѓе и во себе имаат две можности: јавување и SMS пораки. Во истата таа година, кога и векот и милениумот истекуваа и се подготвуваа да ја предадат штафетата на нивните наследници, во киносалите се појави Матрикс. Поради лажниот впечаток дека е тривијален акционен филм од калапот на Холивуд, години потоа одбивав да го гледам. А кога конечно го изгледав, чувството што ме обзеде е слободно споредливо со чувството кога конечно со своји очи можев да го наблюдувам универзалниот суд на Микеланџело во Систинската капела. Ремек дел. Она што и јас и многумина други не го свативме тогаш е дека Матрикс не е игран филм, туку софистицирана форма на апокалиптично предвидување. Документарец за дистописката иднина што следи. Со оглед на тоа дека тогашните компјутери наликуваа на телевизори со процесор, додека најмодерниот мобилен телефон беше Nokia 3310, ретко кој имаше фантазијата да замисли дека фантастиката на Матрикс има потенцијал за реалност. Сега, бидејќи лесно можеме да пловиме со мислите низ годините што се зад нас, можеме да ги пуштиме на брзо да минуваат сликите на изминативе 20 години. А јас велам, ајде да отидеме и подалеку во минатото, во 1989 година. Западната цивилизација одживеа неколку децении процут меѓу крајот на Втората светска војна и падот на Берлинскиот зид. Тоа беа години на демократија, благосостојба и уживање. Западот, кулминирајќи во своите демократски и капиталистички вредности, како да се подзаборави. Требаше некој да го потсети дека и големата Римска империја се сруши под сопствената тежина. Но кој можеше да верува во такво нешто во 1989 година, кога Скорпионс пееја за Winds of Change и кога ние од тој комунистички свет ги чувствувавме првите голтки демократија и капитализам. Светот беше убаво место тогаш. Марксистичките мислители сметаа дека социјализмот, како преодна фаза до тоталниот комунизам, е унапредување на трулиот буржуаски капитализам. По домино ефектот од паѓањето на Берлинскиот зид, јасно беше дека таа догма е погребана. Незините идеолози се трансформираа во демократи,
и никој немаше идеја што би можело да го замени демократскиот систем во општеството и капитализмот во економијата. Незнаењето одеше до тие крајности што наместо да се бара унапредена форма, однапред се прогласуваа за единствена и совршена форма. Но, секогаш има едно големо но. Големите планери сепак имаа нешто на ум, а рушењето на ѕидот беше само почетокот на крајот и на истокот и на западот, онакви какви што ги знаевме од златните времења на студената војна. А најинтересниот феномен од тоа време е што никој во равенката не ја ставаше Кина, која остана недопрена од промените, односно, остана тоталитарно комунистичка. Многу пати сум размислувал дека е тешко да се согледаат плановите на одредени групи, особено ако плановите за нашата денешница и иднина почнале многу години пред нашето раѓање. Ние, обичните луѓе, сме суштества на навиката. Секогаш сакаме да го задржиме она што е добро и немаме некоја голема склоност кон промена. Но од друга страна, сме љубопитни. Па така промените што ни доаѓаат од надвор, особено ако се шарени, заводливи и интересни, со задоволство ги прифаќаме. Телевизија во боја, дигитален телефон, видеорекордер. ВХС видеорекордер. Кој бум беше тоа? Постои една страшна теза, чии што застапувач сум јас. А тоа е дека системот со кој елитите владеат со мнозинството е робовладетелство. За развојот и различните форми на овој систем ќе зборуваме во посебно видео. Сега само оваа кулминирачка фаза носена од бранот на COVID-19. Уште сте со мене? Уште го јавате бранот? Дозволете со вас да го споделам личното разочарување од сознанието дека интернетот не е создаден за општа корист на нас луѓето, туку за корист на елитите со кој системот кој го споменав претходно ќе го доведат до степен на совршенство, или робовладетелскиот систем. Таквиот тип на интернет, што го опишав на почетокот, постепено еволуираш. Компјутерите стануваа се помали и се побрзи. Врската исто така. Од dial-up се премина на ADSL, а сега веќе имаме супер брза врска со оптички кабли. Во меѓувреме, и мобилните телефони добиваа се повеќе одлики на мини компјутери. За денес се рамо до рамо со самите компјутери. А што се однесува до мрежата, еве, 5G е пред самото свое имплементирање. Сиот интернет и сите технологии кои се поврзани со него имаат еден заеднички именител. Неодоливи се. Речи си се ново што ќе се појавеше, ние, како потрошувачи, итавме да го купиме во првата можна прилика. А да не зборувам за волшебните и навидум бесплатни новости. Пример, појавувањето на социјалните мрежи. Брзина на ширење и стекнување на следбеници на која секоја религија би им позавидела. А споредбата со религијата воопшто не е случај. Моментално во тек е четвртата индустријска револуција, така наречената индустрија 4.0. И покрај името, всушност, станува збор за влегување во постиндустријската фаза, каде од материјалната индустрија, поголемиот дел од работите и активности на луѓето треба да преминат во сферата на дигиталното. Тој процес е отпочнат и трае од прилика 2 до 3 децении. Само што ние сега доправа стануваме свесни за него, кога развојот на дигиталните технологии овозможуваат масовна примена. Оваа фаза ќе биде толку страшна, што лудистичкото движење од почетокот на 18 век ќе ни дојде како историска упомена. Трансформацијата на светот, како што реков претходно, е започната со ерата на интернетот и дигиталните технологии. Шарените и неодоливо забавни новости, речиси редовно ги прифаќавме без поговор, ама сепак останувавме доволно суштество од навика
за да од корен би менувале се во нашето однесување и живење. И така, доаѓаме до денешниот миг, до оваа историска година, а зборот за кој сите треба да се подзамислиме и запрашаме не е ниту коронавирус, нити COVID-19. Смарт. Убаво запаметете го овој збор. Тоа е суштината на новиот и дигитален тоталитаризам. Систем кој има намера да донесе до перфекција се она што не успеа фашизмот, нацизмот и комунизмот комбинирано. Останете со мене и осетете како бранот се наголемил, а како морето на светот во кој живееме е во бродоломна фаза. Дали имате уште сила да јавате на бранот? Синтагмите, кои звучат бенигно заради добро одбраните зборови од кои се составени, а звучат ужаснувачки кога се открива вистинското значење, се Smart Technologies и The Internet of the Things. Најкористена смарт технологија во моментов, par excellence, е секако паметниот телефон. Уред кој со ништо не го оправдува епитетот смарт, ами токму спротивното. Уред за заглупување. Ако ние постарите во 90-тите години, па и порано, ги имавме меморизирано телефоните на сите наши пријатели и роднини, денес едноставно таа вештина на паметење ја имаме делегирано на овој уред. Како поминува времето, во него делегираме речиси се, тоа означува наш идентитет. Препознавање на лице, глас и отпечаток, анаграфски податоци, банкарски податоци, средства за плаќање и фиделити картички, социјални активности, работа. Би се збудалил ако земам да набројувам се. Овој уред заедно со неговите така наречени wearable додатоци, да го цитирам Елон Маск, се платформа на која во блиска иднина ќе се базира имплантираниот чип кој на себе ќе ги има сиве овие податоци со нас. Секој човек е уникат и благодарение на овој уред, таа наша посебност ќе биде достапна на големите планери и вистински господари на оваа планета. А замислете, ова е само врвот на сантата лед. Останете со мене, макар за дишање и одевањето на бранот, да направиме мала скица на ова смарт чудовиште. Феномен кој претходно ни беше непознат е така нареченото smart working, што во суштина значи пренесување онлайн на сите работи што можат да се работат од дома. Супер, нели? За истата плата, наместо со алат и во простор за кој треба да го обезбеди работодавачот, со енергија за осветлување, греење или ладење, која исто така треба да ја плати тој, сега оди на сметка на работникот кој нели паметно работи од дома. А дома? Smart home. Место со идеална топлотна и звучна изолација, поврзано на интернет, кој е полно со сензори за акустично, визуелно и енергетско препознавање на неговите стандари. Но истовремено, заради можноста да се одземат сите контроли од собственикот, може да се претвори во совршен затвор или совршено место за изолација до крај на социјално непожелен субјект. А дома, како што знаеме, ќе има полно смарт уреди. Смарт TV, уред за перење мозок, како телеекранот од 1984 на Орвел. Смарт фрижидер, уред за контрола на нутриционистичките навики. А тие навики, заедно со сите други потрошувачки навики, ќе ни бидат обслужувани од гигантите на e-commerce, кои развиваат технологии за достава, кои поддржани со новите урбанистички планирања ќе можат да достават се и секаде. Smart car, совршено средство за превоз и сообраќајна дисциплина. И на крај Smart city, град полн со камери за препознавање на лица, со уреди за мерење на температура и анализа на однесување. Ова последново не илустрира совршено потребата од социјална дистанца? Нема потреба на секаде да го гледате агентот Смит, зашто тој ќе биде подеднакво невидлив и подеднакво сеприсутен.
За оние кои веќе се запрашаа, а од каде ќе доаѓа сета оваа технологија и сите материјални потрепштини што ги произведува традиционалната индустрија? Ете, каде влегува пропуштената компонента на равенката, а тоа е Кина. Каде овој дигитален тоталитаризам веќе одподамна е комплетизиран, а со своето огромно население може да обслужи огромна и многу роботизирана индустрија. Западната цивилизација ќе си седи дома и ќе сонува да биде како Кина кога ќе порасне. Социализацијата и денес е добро подјадена, ама додадете на тоа мерки против се што означува социјален контакт, барови, дискотеки, стадиони, концерти, резултатот несомнено го знаете. Се оди на социјалните мрежи. Дали сега имаат повеќе смисла хаштазите кои на сите јазици на планетава беа идентични? Остани дома. Да, ќе се дотеруваме и разобуваме на отмени вечери во дневна или споделени на Skype. Музика и филмови ќе си гледаме на веќе супер популарните платформи за тоа и ќе бидеме паметни, под голем знак на водници. Пред да го напуштиме јавањето на овој втор бран, јасно треба да видиме што добиваме, а што губиме. Појавата на COVID-19 беше неопходна и за забрзување и примената на овие технологии до нивната целокупност. При што како и во зората на цивилизацијата, ние обичните луѓе треба да се претвориме во совршени робови. Или како во Матрикс, во батерии кои го напојуваат овој нов систем. Многумина ќе потклекне во овој процес, но тоа секако оди во прилог на чудовишната идеја за златна милиарда во свет кој има речиси 8. Како секогаш, една мала група на освестени Ливингстони ќе заминат во шумите, ќе почнат да копаат тунели и во нив тајно да го градат светот на сосем човечки и аналоген начин. Тие се тие што, конечно, можеби генерации подосна, ќе го исклучат на појувањето на вештачката интелигенција. Таа генерација ќе ја има привилегијата да го поздрави сонцето од ослободената земја. Јас сум Татунче, драги пријатели, и денес замислувам бескрајна зелена полјана исполнета со слободни луѓе, без синџири, без маски, без ограничување. Замислувам нов свет. Секој е добро.